Панче Тошковски, предлогот за министер за внатрешни работи, долгогодишен адвокат и магистар по кривично право и криминологија на Јустинијан I, моментално председател на Републичката правна комисија на ВМРО ДПМН. Ѓоко Велковски, предлогот за министер во труд и социјала, долги години работел токму во тоа министерство, а од 2021 до 2023 беше секретар во град Скопје, а во моментов е раководител на секторот за поддршка на градоначалникот на Газибаба. Според познавачите, токму тие од позицијата на министри во техничката влада треба да спречат злоупотреба на полицијата и подкуп на најсиромашните во предизборниот период. Зошто токму во основа труди социјала и внатрешни? Затоа што неретко полицијата знае власта која е владеачка да ја искористи за вршење притисоци, за можеби одредени приведувања и одредени злоупотреби кои можеби во минатото се правеле на терен. Се надеваме дека тоа се помалку и помалку ќе биде воинина. Труди социјала, сите оние мерки кои актуелнава власт проба во изминатите неколку месеци со законски одредби да го направи, значи делење своевидни пакети, разноразни помоши и своевидна форма на подкуп на предсе сиромашното население. Трите предлози на опозицијата за позициите дополнителни заменици министри се Стефан Андоновски, Елена Петрова и Цветан Трипуновски. Андоновски ќе биде во информатичко општество, тој е докторант на Јустинијан I и магистар по меѓународни односи на Универзитетот Џонс Хопкинс во САД. Пред политичкиот ангажман 5 години работел во бизнес секторот во Македонија и е консултант на меѓународни донаторски проекти во областа на дигиталниот маркетинг, комуникација и медиуми. Петрова, која ќе биде заменичка во финансии, е дипломиран економист со над 25 годишно работно искуство во управата за јавни приходи. 7 години била управник во дирекцијата за големи даночни обврзници, 8 години работела и во приватниот сектор, а во моментов е заменик председател на работното тело за имплементација на даночен информацијски систем во УЈП. Трипуновски, кој ќе биде заменик во земјоделие, беше на таа позиција и во претходната техничка влада, а бил и советник во тоа министерство. Од 2015 до 2017 бил директор на Државниот земјоделски инспекторат, а од 2008 до 2012 бил и пратеник во Собранието. Пред 7 години бил и дел од извршниот комитет на ВМРО ДПМН, а во моментов е прв човек на партиската комисија за земјоделие. Според Ристевски, тие треба да спречат обид за подкуп на земјоделците и партиски вработувања во предизборниот период. Пример, еве сега е актуелно една форма на еден куп вработувања во очи изборите, кои ќе го оптеретат нели буџетот и се вкупното општество, секопниот систем, а уште поактуелно тоа што е, еве, претпоставувам до утре ќе биде актуелно, тоа е можноста за разноразни префрлања, кадровски отстапувања, превземања на работени. Инаку ВМРО ДПМН ги предложија овие имиња во владата, бидејќи тоа е нивна законска обврска, иако лидерот на опозицијата Христијан Мицковски кажа дека веќе нема потреба од тој механизам. Од партијата соопштија дека нема да гласаат за влада предводена од Талат Џафери, бидејќи според нив тој немал легитимитет за таа позиција.